Овде во студиото ми пристигна Методи Флеш, кој што е автор всушност на песната и очекуваме Ана Петановска, која што веројатно заглавена во некои гужви, но би сакале да го слушнеме нели женскиот вокал од песната, да слушнеме незината емоција која што би ја пренела веднаш по нели промоцијата на оваа мелодија. Очекуваме, се надам дека до 8 часот ќе ни стигне, но во секој случај Мето, добро утро и добре ни дојде. Добро утро, здраво Македонија. Се осеќам убаво како и секогаш тука со вас, со тебе Цеце. Да, баш ми е драго да не сме се виделе, не сме имале некој посебен повод, но така. Знам дека во последниот период баш ти е фокусот на Ангелски здив, песна која што е посветена на загинатите во трагедијата во Кочани. Верувам дека не било едноставно најпрво се донесе одлука да се создаде едно вакво музичко парче, а веднаш потоа да се застане во студио, да се испее сето тоа кое што си успел да го напишеш. Многу тешко, но сепак искрена идеја. Сето тоа е искрено. И во еден момент, ако се посомне в себе си или од екипата со мене што работеше, ако видев случајно дека нешто не е искрено, немаше да извадиме. Значи, почнувајќи од Ана, од видеото Раде, сите што работевме на песната, на видеото, така да сите искрено влеговме во една таква идеја, каде што ќе оддадеме почит на ангелите што се горе. Да. Така да, песната е тука. Се надевам ќе им се допадне на публиката, ќе ја видат нашата искрено видување на нештата на работите, затоа што песната е болна, но во ист момент постои и револт. Зашто тоа да се случи? Зашто еден да одредува каде да ти заврши животот? Така малку е осетлива темата, чувствителна. Да, знам со колку емоција работеше оваа песна, со оглед на тоа дека неколку пати се слушнавме во целиот тој процес и некако, иако ние го имавме нели спотот кој што сега го представивме на гледачите, немав храброст искрено да ја слушнам и погледнам се до синоќа. Велам морам да не биде нели премиерно вака на екран, затоа што не знам какви емоции ќе ме совладаат, треба да бидам нели пристојна, но навистина е доста емотивна и верувам дека не било едноставно и во моментот кога сте разговарале за подготовка на спотот, нели сепак не е некое музичко парче кое што дозволува не знам што да се направи, е доста скромно и внимателно осмислено. И одговорно пред се. Одговорно, скромно направено, ја би го поздравил тука авторот на видеото, значи Раде Гоговски. И тој онака несебично како и сите нас влеговме во овој проект. И така да кога ја слушна од прво песната, да, имаше веднаш представа, него кога ја слушна Ана кога дојде. И тогаш му се расшири целата слика и утре дента кога му го пратив демото и ми го покажа цело сценарио. Па имавме и тука, имавме така, со тајминг нели имавме она дедлайн што го викаме, како тоа девојката што е тука Анастасија Поповска, случајно мојата ќерка. Да, и беше тоа полето беше многу калливо, тие дадоа себе си да изгледа како што изгледа. Да, морам да те прашам како сега се чувствуваш кога веќе ја представивме песната и спотот пред публиката, иако нели премиерата ќе се случи официјално денеска во 18 часот, официјално мене ми е многу драго што е пред премиера, можам слободно да кажам. За гледачите на Здраво Македонија, со тебе заедно Цеце. Ти благодарам и за твојата поддршка и изминатите години во целиот овој проект. Сега ми е некако полесно. Еве, тек сега ми доаѓа полесно. Сега уште полесно ќе дојде бидејќи Ана ни пристигна. Мислам дека уште полесно вака ќе износите цела емоција. Ана, добро утро. Добро утро на слободно повели, седни си. Благодарам на трпението и на гостопримството. Јас многу ви се извинувам, значи периодов е доста хаотичен и во изград. Да, така е. Само што така ме навија се време во Сабајлечки, ама тоа баш ми е драго што сум еве вака. И мене ми е многу драго. На Мето му е тешко да износи вака цела емоција и пред премиера сам да ја износи нели целата ситуација, така што супер што ни пристигна. Зборувавме за тоа како сега се чувствува кога веќе публиката види што сте сработиле. Така. Каже дека му се малку измешани емоциите, можеби ќе стивнат, можеби допрва ќе ве совладаат кога цела јавност нели ќе ја види и неколку пати ќе си го изврти спотот. Но сакам да те прашам, кога првпат ја слушна демо верзијата, каква беше твојата прва реакција? Така, пред се заборавив да им се обратам на публиката. Добро утро да сите. Извинете вака што улетав баш рандом. Во секој случај, првиот пат баш се сеќавам демото кога пристигна, кога го чув јас.
едноставно имав така, мислам најнескромно кажувам, некоја како преплавување на ја почувствував меланхолијата, затоа што и самата песна е таква, мислам таков тип на композиција и шаблон на творење, каде што е доста меланхолична и самата мелодија, меѓутоа и некако успеа и да ми долови на ненаметлив начин да се искажат некои емоции кои што еве нас лично на вистина од срце ни доаѓаат. Потоа и помислив дека е добра идеја да се нафатиме на целиот проект, затоа што е музичкиот јазик таков да се изрази едно посебно сочувство на таков начин. Да. И е на вистина, и знам дека е многу кревка тема за многу луѓе и за многу мина и од публиката кои што биле или не биле на некаков начин врзани со луѓето од таму или не. Е сепак многу кревко и се надевам дека ќе знаат и ќе препознаат во нас дека на вистина од срце е, дека е буквално го чувствуваме како од една позиција на не знаеш како да го изразиш, имаме потреба на некаков начин да ја изразиме таа почит и за луѓето кои ни беа колеги и за сите оние нели секако за жал жртви кои што за жал имаа таков исход од целата ситуација, меѓутоа се надевам дека ќе се почувствува нашата добра намера, нашата топлина и дека имено поентата не е само да ја оживуваме болката, што за жал секогаш ќе седи таму, меѓутоа некако е два аспекти се во самата песна и мислам дека јас така таа визија ја добив имено првиот пат со демото, дека од една страна се адресира болката која што не ја тераме преку песната да се затупи и да остане во тапата, а од другата страна ја изнесуваме убавата емоција колку што може да се каже, нели, во потесна смисла убавата емоција на тоа дека ќе живее споменот нивен. Да, како што кажав претходно, верувам дека не било едноставно сите емоции да се склопат. Еве тоа, нели, како автор сигурно побаво го знае во 3-минутно парче, бидејќи навистина одговорноста е голема, верувам, за вас како музичари и сериозна е темата и навистина не секогаш може секој да се подпре на вакво нешто. Имате ли некој дел од песната, односно текстот или можеби од снимањето на спотот кој што посебно ви остави некаков впечаток и ви беше малку потежок за изведување? Па, ја уште веднаш кога се роди идејата за песната на нешто кога помисливме, би сакал да кажам дека е иницијативата на Angels Cafe на Роберт Димитров, кога седнавме да разговараме, како што спомнавме, наши колеги исто таму настапува, како што настапуваме и ја и Ана. И на некој начин, мислам, сакаме да им дадеме почит, една годишна. Идејата, викам, чекај, ајде, дај ми барем еден ден, 2 дена да се помислам и на нешто прво што помислив на женски вокал за дует, тоа беше Ана. Ана и Стефан, затоа што тие се мои соработници од претходно и знам дека од нивното студиото на Стефан и Ана, секогаш излегуваат професионални, значи тие се големи професионалци каде на кои што можам да се потпрам. Уште од самиот почеток, ете да кажам, уште веднаш веќе ја имав од предика во глава што ќе се случува и некој што може да се надополни, тоа беше само Ана и само чекав нивната реакција, така да. Многу беше така. Така да, како некој момент, секој момент е многу специфичен и овдека не би можел јас што да кажам. Секој како градење на куќа од самиот темел, од самиот разговор, стигнавме до финалниот искрен продукт. Да. На самиот крај ќе ве прашам пред да ги слушнеме вторите вести на Канал 5, каква емоција и порака им испраќате на сите кои што ќе слушнат и погледнат оваа вест? Ана? Па, јас да го размислував, мислам дека да не се изгуби надежта во тоа дека тоа што не прави, тоа што се случило не може да се врати, да имавме моќ, јас искрено кажувам од срце ова го зборувам, да имав јас моќ лично да им ја вратам среќата на луѓето и радоста која што ја чувствуваа во присуството на тие луѓе, да ги вратам некако, на вистина ќе направев се од себе. Така ако можам да бидам во улога на некој суперхерој, меѓутоа никој не може за жал тоа да го направи, така што
да не ја изгубиме надежта во тоа за значењето на музиката од аспект дека музиката кога останува така како парче по кое што ќе се сеќаваме и на ДНК и на вкусовите и на младите и општо дека е нешто што не обединува и дека е еден заеднички јазик каде што другата тишина и зборовите и другите дела не можат да продрат. И мислам дека најглавната порака е дека сепак на крајот на денот секој си има некое скривалиште каде што си оди за топлина, без разлика што се случува, и дека има трошка надеж во тоа дека секако дека спомените ќе живеат понатаму, дека нема никогаш, барем од наша страна, да биде оспорено тоа чувство на празнина и никогаш нема да тераме ние лично, никогаш нити со музиката, дека тоа по дефолт треба да се прекине и мислам дека една голема топлина во секој случај, една голема искрена преигратка ни е песната. За жал времето ни е многу кратко, но се надам дека успеавме да ја пренесеме емоцијата и да направиме предпремиера, како што кажам, ето многу се топаѓа тој збор. Благодарам многу за гостувањето и навистина во име на цела македонска јавност ви се заблагодарувам за ова парче кое што верувам дека ќе остане да живее, ќе си го најде својот пат.